Ниска откупна цена, скапи репроматеријали. Стандардниот проблем во македонското земјоделство не ја одмина ниту пченицата. Жетвата на житото е при крај, но неговата продажба е далеку од задоволувачка за производителите. Се наоѓаме во период во кој завршува или веќе е завршува жетвата од овогодишната реколта. Меѓутоа, одмах уште на почетокот мораме да кажеме, сосема нема задоволство кај нашиот земјоделски производител кој се занимава со производство на оваа култура. Нема задоволство од две причини. Прво, ниската откупна цена која што владее при откупот на овој производ, имено спрема сите податоци, цената при откупот се движи некаде од 6 до 7 денари во Битолскиот регион и во Струминскиот регион, бидејќи овде станува збор при откуп на помали количини, цената се движи некаде околу 8 денари, меѓутоа и оваа цена е далеку од цената што треба да ја потроши самиот земјоделски производител за производство на овој производ. Од друга страна, високата цена на чинење на самото производство, како што рековме, според сите статистики води дека при мало производство, тоест на површини до 1 хектар, цената на чинење на производство за овој тип на производ е некаде околу 10 денари, а како што спомнавме 8 денари не оддалеку не ги покрива самите производствени цени. Велко вели дека поради лошиот откуп опаѓа интересот за садење жито и токму затоа се повеќе се потпираме на увоз на жито од соседните земји. Ова збор за регион кој што знаеме е типично градинарски култури, овде станува збор за насадување на мали површини, негде до најголемите површини се до хектар кај индивидуалните земјоделски производители, додека кај поголемите земјоделски производители хектар до 2 хектара се најголемите површини кои што се насадени со оваа култура. Меѓутоа, пак мораме да спомнеме и овие земјоделски производители кои што садат површини кои што треба да ги задоволи потребите за сопствено производство, мислам дека според сите статистики и искажувањата на самите земјоделски производители води кон тоа дека подобро е самиот земјоделски производител и покрај тоа што има потреба од овој производ, количините да ги набавува со откуп. Федерацијата на фармери на Република Македонија смета дека состојбата со откупот на пченицата оваа година е катастрофална во Македонија. Според ФФРМ треба да се направи добра анализа и не секогаш штетите да ги трпат фармерите. Дури ако владата сака да субвенционира млинарите, треба да ја платат реалната цена за пченицата и потоа од државата да добијат дополнителни субвенции, а не да ја откупуваат пченицата по 8 денари која навистина не ги покрива трошоците на полјоделците. Оваа година засејани се околу 80.000 хектари со пченица или 10.000 хектари повеќе од лани, а се очекува принос од најмалку 240.000 тони.